Тоа беа рекламите, се враќаме во студиото со нашите гости. Цветковски, кога зборуваме за владење на право, некои велат дека еден од главните докази за проблемите во правосудниот систем е создавањето на специјалното јавно обвинителство. Знаејќи го ставот на вашата партија за СЈО, вас ќе ве прашам, дали сега важи она што многумина го велат, дека СЈО е единствената надеж за функционирањето на правната држава? Значи, еве во овој случај како представник на ГРОМ го поставивте прашањето. Да, граѓанската опција за Македонија се спротистави на формирањето на ГРОМ од X причини, на СЈО, се извинувам, на специјалното јавно обвинителство се спротистави пред се поради наше согледување дека формирањето на специјалното јавно обвинителство е спротивно на политичкиот систем во Република Македонија, онака како што е поставен уставниот поредок и буквално државната управа. Доаѓате во ситуација кога посебно при формирањето и дојдовме во една позиција да имаме два паралелни органа, специјално јавно обвинителство и јавно обвинителство, односно државно јавно обвинителство, кое што во многу што пред се и не соработува, а од друга страна со самиот закон се воведува некои одредби кои што буквално се спротивни на Уставот на Република Македонија. Конкретно, со тој закон е оневозможено граѓаните да имаат право на жалба на секоја одлука на специјалното јавно обвинителство. Значи, тоа во превод би било вака, на секоја одлука во моментов специјалното јавно обвинителство, барем јас знам, две одлуки. Едната е со која престана постапката во случајот кој што јас ја поведов против СДСМ за објавување на снимките, а сега и со пуч. Со одлуката за пуч доаѓаме во позиција да буквално во мојот случај се повика специјалното јавно обвинителство на автономијата на законот и дека нема можност на тоа да се жалите. Тоа е спротивно на член 15 од Уставот, каде е предвидено дека на секој орган држава, вклучувајќи јавното обвинителство, секогаш е предвидена можност на жалба и на двостепеност на постапката. Тоа е аномалија која сега исто така се покажа и во предметот пуч. Значи, одлучија, дури денес имав можност од еден колега во една друга постапка да слушнам дека ја става таа одлука на специјалното јавно обвинителство во ранг на рес јудиката, веќе пресудена постапка. Значи, тоа е абсурд правен и од тие причини од самиот почеток сметаме дека специјалното јавно обвинителство на долгорочен план нема легитимитет пред се од тоа што и со формирањето, со паралелниот систем кој што се постави и од аспект на некои аномалии кои што се појавија. Формирањето дојде како потреба поради нефункционалноста на основното јавно обвинителство, значи, која не направи ништо за ако тогаш имавме медиатори, представници на меѓународната заедница, нашиот став како политичка партија беше дека многу повеќе требаше можеби да се направи внатре промена, ако се нашла замерка на одредени поединци, раководни луѓе во одредени институции, како што имаше во делот на министерствата, тоа можеше да се направи во државното јавно обвинителство и право и исправен потек ќе беше доколку, ако беше тоа веќе забелешка, да се промени кадровата структура во јавното државното јавно обвинителство. Тоа ќе беше најисправниот. Пат посебно кога веќе се одредени структури, Министерство за внатрешни, Министерство за труд и социјална политика, премиерот и така натаму, кога премиерот дојде во позиција да се промени, односно да поднесе оставка пред изборите, зошто тогаш државниот обвинител да не беше променет. Ако се сметаше дека Катица Јанева ќе биде подобар државен обвинител од Зврлевски. Посебно овде потенцирам. И составот на специјалното јавно обвинителство од обвинители кои што беа сите вработени во државното обвинителство, во најголем дел по основните обвинителства. Не знам како да преговорите меѓу партиите, дали тоа било прифатено. Еден абсурд кој оди во прилог на она што го тврдиме. Професоре, вашиот став за функционирањето на специјалното јавно обвинителство, значи
Дали оваа институција беше и повеќе од потребна за да се расчисти со најголемиот скандал на Точно, прислушување? сега е повеќе од потребно. Јас веќе, пак е, уште еднашка повторам, 15-та година зборувам за тие независни институции од извршната и од законодавната власт, но не и апсолутно независно, да е поширок сет на овие контролни институционални механизми кои што ќе бидат конституирани на еден сосема нов, квалитативно нов начин од представници на овие, да речеме, клучните овие општествени сегменти. И тоа е основната, да речеме, теза, тоа е таа системски вкрстена серија на оптимално независни институции во која што и можеби специјалното јавно говорництво требаше да се овако вклопи. Иначе да ви кажам, главната овој поента патент, уникатен, ако сакате, оригинален патент на оваа теза е според што според таквиот систем. Самиот систем по силата на системот, по силата на неговата внатрешна логика, ќе го спроведува законот на еден многу, видите, повисок степен од колку сега и од тука од најголем проблем владењето на правото ќе беше на едно многу повисоко ниво, без оглед на тоа дали има политичка волја или нема политичка волја кај оние што се, да речем, моменталните актуелни политички партии на власт. Дозволете. Сега главна констатација и, прилично точно, прилично точно, се извинам, лапсус лингве, туку можеме да речем максимално точна, е дека нема политичка волја. И, видите, немало за промени. Ова, ја рекол, системска криза не трае од сега. Сега е можеби само кулминација, таа трае 24 години со помал или со, овој поголем обем и интензитет. Меѓутоа, што ми е сега овако зборот? Дека по силата на самиот систем, по неговата внатрешна логика, тоа јас го овде, во овие решенија на тие 200 страни предвидувам преку разни алтернативни предлог решенија за секоја институција, но во еден вид комплементарен, кохерентен еден систем на таа системски вкрстена серија на оптимално независни институции. Сега, по силата на самата внатрешна логика, тоа значи дека со развиени овој спреги, механизми, кочници, тоа е всушност развиен систем на овој поделба на власта. На највисоко државно ниво, помеѓу, пазите, овако клучните, да речем, гранки на таа власт. Ке овој доведеше до уште има за тоа шанси, меѓу да се пропушти на голема, шанса е тоа, пред Пржино 1, Пржино 2 да се направи, и со специјалното јавно обвинителство. Ја реков дека има и текако потреба од независна институција, тоа што сегашното наше јавно обвинителство е зависен орган. Предлага влада, дозволете се така да кажам, само да завршам, го видите предлага влада според устав, според важечките уставни одредби, предлага, видите, влада го бира парламентот, кој што е, сите знаеме, де факто, не де јуре, де факто, гласачка машина за сите 24 години од кога е ова наша земја, независна земја. И како сакате вие сега да ви завиде? Кој сакате да го ставите? Кадровските промени вие ги спомнавте, дали ќе биде Катица, дали ќе биде овој, оној, Јанко Станко или Петко. Не играат урола. Кадровските промени не се без везе. И тие имаат своји ефекти, и тие носат резултати, но тие не се првостепеното нешто што треба да се направи ако вие системот не го промени. Промената на системот за кој јас се залагам, по силата на таа негова внатрешна логика, ке значише без оглед кој и да дојде на власт, кој да биде на чело на било која клучна државна институција, дека законот ќе се спроведе на едно многу повисоко ниво, не идеално. Идеално никогаш не може да биде, тоа веројатно сите го знаеме, меѓутоа не многу, видите, повисоко степен од колку било кога специјалното јавно обвинителство, ќе дозволам само да завршам специјалното јавно, обвинителство има и текако легитимитет, но неговиот легалитет виси во воздух. За да не висише во воздух, кога се постојано пред Уставниот суд кој што го држи, односно иницијативата за поведување оваква постапка пред Уставниот суд во ФИОКа, требаше една мала промена на устав, затоа што ако сме сега, легалисти, јас никогаш не сум бил, да кажеме, ригиден легал позитивиста. Меѓутоа, сепак, формата е одраз и на самата суштина на правото. Само кратко. Требаше една мала дадете конкретно одговор на едно прашање. Дозволете. Ако законот за кривична постапка, кој што верувам добро го знаете, предвидува
на обвинителска одлука од прв степен до висше јавно обвинителство да поднесам жалба. Предвидува. Добро. Тоа е системско решение. Добро. Знаете како се носеше законот за крична постапка. Сега, на овој закон на брзина носен, под притисок од меѓународната заедница, дојдовме во ситуација да уставно загарантираното право на жалба на одлуките на специјално јавно обвинителство не може да се жалиме. Два примера ви наведов. Кажете ми кое е решението? Дали се таквите одлуки уставни? Дали овој закон се доведува во ситуација да биде спротивен на уставот? Токму тоа сакам да го кажам, дека Значи, конкретен пример за неуставноста на тој закон. Значи, себе, сосема кратко, имаше, значи пак е повторен, и како потреба, меѓутоа начинот на кој што се тоа, нели, направи преку законот за специјално беше сите и не сите него еден да рече поголем дел од оние кои што објективно размислуваат сметаат дека е тоа несрекно решение на брзина и кој што го, како што сите знаеме, јавна или тајна американците го наметна. Зашто? Затоа што нашите политички партии пред се опозицијата која требаше природно да биде најповеќе заинтересирана, jer самата власт па природно е заинтересирана за нели статус кво, таа требаше да излезе со една, значи, многу по квалитетна политичка понос однапред спремни вакви системски решенија, а не американците странците да ни наметнуваат ваков еден стран имплант. Точно, дека доведена уставноста во прашање на тој закон. Јас го веќе овој првиот пат реков тоа. Затоа, значи, беше неопходна една мала промена во уставот, ако сакавме веќе да имаме едно, значи, вистинско независно јавно обвинителство што ќе ги суди овие, значи, највисоки случаи на овој корупција и така натаму. Меѓутоа, некако некој од најеминентните експерти, се не се тука, јас не почитувам кога некој не е тука па да му го спомнам името, иначе немам никаков проблем. Еве може ќе се сетат во овој, значи на септември 2015 година кога се донесуваше специјалната комисија, ја ги кажував истите овие работи што ги тврдам и денес. А еден од најеминентните уставно-правни теоретички тоа се рече треба да се најде некоја формулација за промислување, за да после 7 месеци рече па нема потреба специјалното јавно обвинителство е во целосен склад со нашиот уставен си, затоа што е направен овој бајпас преку Советот за јавни обвинители, што е една обична фарса, дека сите знаеме дека де факто специјалната јавна обвинителка не ни сака, нити пак има некоја, да речеме, правна облигатна норма која што ќе натера да оди и да, значи, одговара и да, значи, овој поднесува извештај таму. Од тука велам дека специјалното јавно обвинителство пак беше потребно, но и вака на овој начин, значи несреќен начин, тоа е од самиот систем истргнато, не интегрирано во самиот систем и овие проблеми што се случуваат. Тие беа за, значи, очекување. Како вие очекувате некому му ова брцате со иглата во, значи, око, да ви остае. Значи тоа требаше да се однапред предвиди, во тоа е науката. Тоа сакав да кажам, еве на пример вчера специјалната обвинителка Катица Јанева или завчера беше тоа, кажа дека едните исти суди цело време ги одбиваат одлуките на специјалното јавно обвинителство, ги одбиваат сите решенија, сите нивни акции. Што не е случај кога се случаи со основното јавно обвинителство, при што се забележува јасен образец на делување на судот. Од друга страна, таа вели дека јавноста треба да свати дека таа се бори против криминална група во високо позиционирана во власт. Се повикува па на, значи, некоја свест која сите знаеме дека во ова, значи, наша Република Македонија, таа, да рече, правна свест, политичка култура, па ако сакате демократска традиција, е на многу ниско ниво. Значи, некои решенија сега во, да речеме, западните развиени земји, кои што овдека сакаат да се на некој механички начин имплементира, даваат таму одлични резултати. Дури послаби решенија од нашите уставно-правни, законски, така натаму, од овие, значи, од формално правен аспект послаби даваат таму одлични резултати, а овдека наши подобри, значи, не даваат само да се доизјасни. Нова теза само да се Господин Ризвановиќ. Од тука се сега овако поставува овако прашањето. Дали беше кај нас најоптималното решение формирање на значи, паралелни институции или пак проблемот за решавање на
ова, да речем, висока корупција, системска, нели, корупција и со неја нераскинливо поврзање Добро, но вака, беше во формирање на вистински независни институции, но во таа една системски вкрстена серија на оптимални независни институции до кој што преска. Професоре, да не забораваме... Тоа е едно отворено, видите, прашање. Јас само не сум за тоа да можеби и, видите, не се скрос одбереше втората опција на, да речем, паралелни институции, специјално јавно обвинителство, специјално оделение за организирање во, видите, основниот суд, но ќе мораше и во апелациониот суд, и во исто така Врховниот суд. Тоа е веќе, да речем, прашање на овог дебата, на една, видите, рационална конфронтација на аргументи поврзани со логички принципи и со неспорни факти од нашата реалност, да се видеше во овој конкретен историски период, на овој степен, на оваа свест, различен менталитет, прилично различен од западен свет, што одговара, значи, професоре, само малку, на тезата која поставивте во делот на судиите и на одредени постапки. Контратеза на тоа. Кажете ми друг пример кој што специјалното јавно обвинителство прекина постапки, освен двете на Зоран Заев, кои што едната ја му е поднесов со кривична пријава за неовластено снимање, објавување на разговори, и второто пуч. Значи, дајте ми аргумент дека ќе ме разубедите дека специјалното обвинителство не ги брани првите луѓе на Социјалдемократскиот сојуз. Можете ли вие да ме дадете... Значи, спротивно на она што го кажавте. Значи, специјалното јавно обвинителство не треба да се сведе, значи, со сета доверба која македонската јавност ја има дадено према тоа специјално обвинителство, значи, најмалку треба било кој, значи, не е добро за сите одлуки кои што ги носи специјалното јавно обвинителство, да се стекне впечаток во Република Македонија дека и тоа е дел од системот кој што некој претходно го критикува. Дека повторно селективно пристапува, повторно различен аршин во према едни и према други сторители, доколку ги утврди во постапка и така натаму. Значи, не е добро, во Република Македонија, немањето на оптимална независност. Тоа е, значи, произлегува од несистемското, не овако втемеленото системско решение. Мислам дека, професоре, го абсолвиравме тој момент. Сакам да прашам. Еве, вие како адвокат, можете ли вие да ми дадете пример кога судот одбил барање за притвор на основното јавно обвинителство? Притвор на? Дадено од основното јавно обвинителство. За било каков притвор, значи не зборувам за... Има. Значи, има таков. Дозволете. Знаете колку е процентот? Мал е процентот. 0, апсолутно, значи тоа не е спорно. 0,03%. Значи, јас сум адвокат и апсолутно сум најголем противник на мерката притвор. Ама јас можам да ви кажам... Ние војна водиме со судиите. Дека е обратно кога... Војна водиме, верувате ли какви абсурдни ситуации имаме. Тоа апсолутно сум најголем противник на мерката притвор. Но друго е прашањето. Значи, како е можно судиите да ги прифаќале сите притвори на основното јавно обвинителство, сите, без исклучок, бидејќи процентот е некаде 99, некој процент, значи можеме да кажеме сите, а да ги одбие исто така сите барања на притвор од страна на специјалното јавно обвинителство. Значи доаѓаме до клучното прашање. Да. Значи не треба да дозволиме одваквото практикување и применување на законот. Да, но тоа доаѓа сега кога се формира. Ама ја ви кажувам немало претходно примери. Значи ви кажувам два примера кај што гледаме исто. Ако нешто критикуваме претходно, дајте да не го правиме на ист начин или да, но сега е јасно зашто судовите тоа го прават, бидејќи се бараат притвори за високи функционери на власта. Значи, прашањето е тоа, господине Цветковски. Дајте да не го зацкриваме за некој флоскул. Ама далеко е за зацкривање, нема флоскули, апсолутно, значи, треба конкретно СЈО да се запраши исто така. Значи, ако од снимките, нели, имаше првично беше дека секакви криминали ќе излезат. Се најавува, не знам што. СЈО требаше сето тоа да даде одговор. Пред се и кој снимал, значи сега даде одговор. Не знам дали следите. Не даде одговор. Како значи, не даде одговор? СЈО ќе даде одговор кога ќе докаже постапка. Добро, но значи, СЈО тоа покрена... има основани сомненија, но треба да докаже во судот и во судска постапка која има најмалку две инстанции, најмалку две.
а може да има и воредни правни лекови. Значи во таква ситуација, кога ќе не убеди СЈО дека за година дена, верувате, значи основно требаше да влезе во една таква постапка. Добро, што покажа СЈО кој прислушува? Една постапка. Што покажа СЈО кој прислушува? Значи СЈО требаше да обезбеди докази, да поднесе акт до сторителите кои што смета дека има основа на сомнение и таквото нешто да го докаже во судска постапка. Сега, А ние имаме СЈО веќе во март месец година и пол му поминуваат. Значи дојдеме во позиција да СЈО клучната работа за која беше формирано не ја направи. Значи не ја направи. Како не ја направи? Година и пол е доволно време. Значи видете, ви имате Како не направи кога погледна постапки за тоа кој прислушувал? Безброј постапки кои што се објавија на јавни настапи, а не влегоа во постапка тоа да го докажат во судот. Сега, при крај, со една или две постапки, се појави и гледаме дека и таму од формално правен аспект имаат проблем. Не, гледаме дека имаат проблем во судовите за било каква постапка. Значи дека имаат и тоа е исто така забележено. Дека денеска лесно ми е мене како приватен тужител да докажувам нечија вина. Значи тоа е страната, значи ако сте овластен тужител или уште појако посилно специјален обвинител, нормално е дека треба да излезете и да докажувате пред судот. Но таква не беше постапката за основното јавно обвинителство. Значи имавме безброј случаи, значи да не ги враќаме, од политизирани, од А1, од Кежаровски, од милион случаи кои се Љубе Бошковски, кои се забележани, нотирани во меѓународни извештаи, кај што постапките од судовите се спроведено експресно, но постапките на специјалното јавно обвинителство се максимално обструирани не само од судовите, од сите институции, значи тие немаат соработка, значи од ДУБК не им даваат докази, сите институции се затворени за нив. Значи не знам дали се разбираме. Значи сега треба повеќе да жалиме да не биде ова монолог меѓу вас двајца, се извинувам се. Во ситуација да ги оствари своите права. Како специјално јавно обвинителство. Ме опоменавте да не биде не ми дадовте одговор на двете, се извинувам, дозволете. Ама да има дебата, ви водите монолог. На двете постапки кои што еве, едната јас сум ја иницирал, другата од претходно државното обвинителство и доаѓаме во позиција, одговорот каде е? Зошто за Зоран Заев двете постапки се стопира, дури бев упатен на обвинителката кажа дека само ова, започне се чини дебатираме. Обвинителката кажа дека Пуче е прекинат бидејќи е во спротивност со претходни две постапки во целосно спротив со доказите во тие постапки. Навлегуваме во А сега дојдовме во една позиција каде што тоа треба да е завршен предмет, нема право никој на жалба, има многу инволвирани во тој предмет и доаѓаме и затоа може да му се случи на специјалното јавно обвинителство со акт на Уставниот суд, законот да биде поништен како неуставен и да дојдеме во ситуација повторно тој легитимитет да биде доведен. Ако може само да се обрадам, видите, Сократ своевремено пред 1000 години има кажано паметните луѓе дискутираат за идеи, концепти. Простечни умови за настани, слаби умови за луѓе. Не сакам се вас да ве надам, меѓутоа општа генерална една слика е на сите, значи медиуми кои ќе се води ваква дебата за специјално јавно обвинителство, навлегуваме во значи конкретни случаи без да имаме увид. Тоа се конкретни случаи, вие се настапувате као адвокат. За едниот имам увид. Добро, еве, за едниот имате увид, меѓутоа за останатите можеби немате, но навлегуваме сега со, видите, прилично, да речеме, навивачка конотација, без оглед на дали за едната или па за другата страна. Значи, прашањето според мене, пак ќе речем дека не е во значи, кадровските промени, иако, и, видите, тие се многу важни, не е во имањето или па немањето политички интегритет, морален, јас извинувам, морален интегритет, тоа е и текако важна категорија. И текако битна категорија со промената на нови кадри, да дојдат нови луѓе со нов морален интегритет и така натаму. И така, еве, да речемо сменат, значи Катица Јанева, утре да се смени власта и односно да се промени констелацијата на политичките сили и односи, може да се случи обратното. Пак се, видите, враќаме, тоа значи на она дека ова институција, како и многу други, не се системски втемелени и не се во една значи конзистентна, комплементарна правна
регулатива, кај што значи конзистентно началото на политична власт се составува преку таа меѓусебна контрола и овој баланс помеѓу институциите. Иако се овие реков клучните двете категории, моралниот овој интегритет и речеме професионалните стандарди, знаењето, нашите клучни еминентни, значи професори, значи тврдат дека тоа се најважните работи, имањето или немањето критериуми. И јас ќе се согласам дека се важни, но не се најважни. Не се најважни затоа што видите прашањето на институција, односно на таа институционална независност која може да биде надворешна или пак да речеме внатрешна, што немаме време сега да го образлагаме, внатрешната е повеќе да речеме акцентирана кај тие овој западни земји кои што имаат овој демократска традиција, долготрајна државност, друга политичка култура, правна свест. Тука кај нас се видите прашање сега да таа надворешна независност, кој ги предлага тие? Не може, значи, 4 политички партии да ви предлагат една личност. Само да видите клучна, само да го завршам, една клучна, значи, личност на член на една институција, а да сите и како животот им на некој начин, значи, зависи од таа. Значи, еден ќе изгуби, друг ќе да. Но ако се видите тоа реши на еден поконзистентен овој начин. Да не се повторуваме цело време, сакам да ја прашам конкретно. Не се повторуваме, дали го повторуваме? Го повторуваме истиот принцип, само конкретно да ја прашам. Ајде, во што е независна институциите? Отворете го вие Шкарич, има најнова книга 2015, ќе видите различни принципи од ова што ја го тврдам. Сите и да не ги редам, значи другите викаат истакнат, значи правни критериуми. Ја ќе ви кажам дека и најобјективните критериуми, и во најобјективна процедура, вие значи ќе бидете повторно изиграни. Повторно ќе биде фарса ако не го сватите ова што го зборувам за таа надворешна независност. Од вашите решенија, професоре, како според вас, тоа сакам да ја прашам конкретно малку, бидејќи цело време одиме претеоретски. Конкретно, како би требало да се избере основен јавен обвинител? Само кратко, кажете ми дел од вашите предлози. Алтернативни значи решенија. Не основен, туку значи суштината на независното јавно обвинителство е преку овој државниот јавен обвинител, затоа што според принцип на Кераке и овој субординација тој може да зема предмети од основно да одлучува дали ќе има притвор не. Значи таму знае колегата, значи принцип на Кераке субординација, сум бил лично во тоа правосудство. Ја не сум само теоретичар, него имам и како практично искуство се ова што го избориме, некој оптимален спој меѓу пракса и теорија. Значи, на пример, дали едно од, да речеме, можните алтернативни овој решенија за овој државен јавен обвинител не би било подобро кога едно експертско тело составено од еден или можеби двајца представници на паритетна основа од, да речеме, владата мора да биде присутна, опозицијата, да речеме, компетентни стручњаци од опозицијата, од здруженијето на јавното обвинителство или од советот, но пазите, реформиран совет, не оваков. И со целокупно претходно реформирана структура кадровска на јавното обвинителство. Тоа се многу крупни прашања за да на ваков вид симплифициран оваков начин јас овде ќе кажам за овие решенија. Но еве ќе го кажам пак. Од значи со еден збор да кажеме јавно, значи обвинителската фела, судската фела и можеби еве академската фела, како што е академската заедница на професорите универзитетски. Едно видите петчлено тело, може и тука да има и плюс минус. Значи не е кога овакво едно експертско тело на јавен, видите, конкурс кој нема да биде фарса као сега. Нега на јавен, да речем, конкурс со овој шифрирани предлог, овој програми би одлучувало за јавен обвинител врз база на значи на овој објективизирани критериуми, кои подигнати на многу повисоко ниво него сега. Видите, критериумите ги има, а видите структура сега. Само дозволи. Тоа е едно од, видите, можните алтернативни овие решенија. Може да го избира, многу подобро ќе биде него сегашното решение да го избира Советот на јавни обвинители, но видите реформиран со еден, да речем, појачен состав, со една измената структура, кај што опозицијата би имала во оние, значи, представници од овој собранието, макар еден, да речем, представник плюс, без оглед која е опозиција. Денес е ова, утре може да биде некоја друга. Видите, мора да бидат овие поставени на долгорочна база. Системски, стабилни, долгорочни решенија. Професоре, немаме уште многу време, се извинувам за господинот Цветковски да му даеме барем уште малку време.
ова е инаку една од маните кога дебатирате со професори. Знаете дека од нив тешко се доаѓа. Да, ма видите овде кога отворивме, нафрливме многу тези и подтези кои заслужуваат многу поголема Тоа е елаборација. ваша улога менаџирање. Ние сега колку ќе ни дадете Јас се- простор. јас се- Вие како се гледате, да. Значи, во делот на изборот на јавниот Да, обвинител, да. значи генерално се направи обид во Република Македонија да се професионализираат не само јавниот обвинител, обвинителите и судиите, и преку Академија за суди и обвинители и така натаму. Но клучната работа во Република Македонија во овој момент некако многу се бавиме со формата. Значи, Дали ова форма што зборам господин Цветковски? дозволете се ја Да го видите предлага, ама ева говорите ми директно за мене. Да го предлага влада, а да го биде парламент. ми дозволите, Тоа е значи форма за дозволете вас. за формата. Во кој Тоа е смисол? форма Значи што е суштина, воведовме на кажете се. академија, воведовме во академија просек од 8, воведовме не знам колку јазици, какви стандарди за јазици и така натаму. Значи ние треба да дадеме простор во Република Македонија да имаме професионалци. Професионалците се градат, значи верувајте дека не е исто кога ќе имате избран судија, а претходно имал адвокатско искуство. Значи ќе видите разлика, не е исто кога ќе имате обвинител кој што претходно поминал повеќе структури и сето тоа покажува само во пракса да влезете дека ќе видите разлика во работата, оној кој што многу повеќе вложил на повеќе институционални позиции, значи во сферата на која делува и така натаму. И од тие причини сметаме дека треба ова е еден обсежен процес кој што не се мора да изјаснувате го сега. продолжи професионализацијата. Сепак судската власт е трета власт во Република Македонија. Еве, ја ме Мора прашам да господине се Цветковски, да надоградува имаме со сега другите. дебата. И Дали јавниот- професионализација е за вас ова што се сега случува е професионализација или имате друго решение или ова ја што Не, го во кажам овој момент не вреди 5 пари. сме ние можеме- Ај не, изјаснете се. дозволете, Викате професионализација тоа е исто кој да кажете општо добро. Што е во овој општо добро за едно момент не е- општество? во овој Професионализација, момент сите не сме е за на професионализација. Соодветното ниво, но да не заборавиме една работа. Ама- Ќе се сложите со мене. Е па тоа ли е ќе се оптималното решение сложите во делот на државниот обвинител. професионализација? Обвинителството сепак е орган кој што На кој начин професионализација ќе да дойде? штити државата. Значи, спрегата помеѓу извршната власт и обвинителството нормално дека е во една нормална секојдневна релација, а од друга страна судството е тоа која враќа правната сигурност на граѓаните во Република Македонија, судството е која е трета власт и судството е која треба да ги контролира двете други власти, законодавната и Сега, извршната. Цветковски Да не Лавоvić, ги мешаме се извинувам, сегментите на правосудниот ние систем, можеме не да- е само судството и обвинителството. ние можеме има многу да продолжиме со дискусијата сега после емисијата, бидејќи не истече времето, немаме повеќе. Вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и се разбира останете со телевизија 24. Зашто те повреди? Не, ама не би се